Почитувани присутни, најпрви сакам да ви се заблагодарам вам, кои што секој ден со нас сте на барикадите, во време кога е најтешко, во време кога сме притиснати под закани притисоци, но не подклекнуваме и не се предаваме. Ви благодарам. Денеска, на денот кога во Софија Бучковски и Заев ни прекројуваат историјата, ме убедуваат дека Гоце Делчев не бил македонец, дека борците во народно-ослободителната борба не биле убиени, туку биле администрирани. Сме овде пред Министерството за надворешни работи за да ви порачаме дека нема да ви помине. Оние, чии што дедовци беа кметови во времето кога тука во Македонија луѓе гинеа за слобода, а некои не убедуваат сега дека не би гинале и не се бореле, туку биле администрирани. Истите тие денеска едни од нив молчат, а други се обидуваат да ги понижат луѓето кои што ги дадоа своите животи за ние денеска слободно да се движиме. Еден таков, Петре Шилегов, вели дека ќе ги однесе спомениците на депонија. Петре, дали ќе го однесеш и споменикот на Ченто, споменикот на Асном, споменикот на Кузман Јосифовски Питу исто на депонија? Не, нема, бидејќи ние како народ нема да го дозволиме тоа. Драги пријатели, додека тие кројат планови како понатаму да ги понижат оние кои што ги дадоа своите животи за денешна Македонија да е таква каква што е, ние ќе продолжиме да им одаваме почит. Да им одаваме почит на сите оние кои што се жртвуваа за нас. Токму затоа, како што тие пред 70 на години светеа во најтемната доба и беа искрата на надеж за македонскиот народ и за слобода, ние вечерва во Скопје светиме. Светиме да им одадеме почит на сите нив. На Мирче Ацев, на Ченто, на Христијан Тодоровски Карпош, но и на помладиот Ченто кој што денеска е во Зандана. Им одаваме почит и на сите кои што се бореа за слободна Македонија. На Гоце Делчев, Даме Груев, на Пинту Гули, Горан Ангелов, на Леви и на сите оние кои што како што денеска не убедуваат дека не се бореле за слободна Македонија, не убедуваат дека овие луѓе кои што ги набројав, кои што се модерни и современи патриоти и борци за Македонија, не се родолюби, туку се терористи. Но имам и за ова да му порачам нешто на Зоран Заев и на сите неразбрани трвавци. Тоа нема да ви помине. Нема да ви помине. Не сакам повеќе да должам. Борбата е долга и пред нас. А знам дека сите вие заедно со нас нема да се предадете и до последно ќе се борите за идеалите во кои што верувате. Да живее Македонија!